Добре дојдете во новото издание на Автомагазин. Модерните технологии се секогаш во центарот на вниманието. Тие се императив во секој нов модел, па макар тој бил наменет за масовна продажба. Денеска одвоивме време не само за луксузот, туку и за големосериските модели. Ќе видиме како течат подготовките на соборувањето на светскиот брзински рекорд на земја, па дури и ќе се простиме од еден брутален мускулозен автомобил. На крај ќе ви ги пренесеме впечатоците од тестот на Seat Ibiza, но прво започнуваме со кратките вести. Големиот Range Rover доби освежување за моделската 2018 година. Благиот редизајн на каросеријата донесе мали промени на изгледот, забележливи на браникот, маската и новиот светлосен потпис напред и назад по угледот на велар. Модернизацијата на внатрешноста е потемелна и во неа се среќаваат виртуелниот кокпит со 12-инчен дисплеј пред возачот и инфозабавен систем со 20-инчни екрани. Нови се и предните и задните седишта, сега опремени со систем со 25 програми за масажа, а бројни детали се софистицирано изменети. Најголемите новости се среќаваат под хаубата. Почесното место таму е отстапено на плагин хибридната погонска група со 2-литарски турбобензинец и вкупно 404 коњски сили. Тие овозможуваат максимални 220 и забрзување до 100 км на час за 6,4 секунди, а литиум-ионските батерии со капацитет од 13 киловат-часа, 50 електрични километри. Во понудата се истакнува уште и SV Autobiography Dynamic верзијата со 5-литарски V8 мотор засилен на 565 коњски сили. Обновениот Range Rover веќе може да се нарача, а првите испораки се предвидени за крајот на годинава. Неговите цени во Велика Британија стартуваат од 87.000 фунти. Во лов на светскиот брзински рекорд, екстремниот Bloodhound SSC ги помина првите километри. Тестирањата спроведени на аеродромот Ньюкей во Англија ги следеа неколку илјади љубопитни погледи кои се прашуваа ке стигнели до 1000 мили на час. Засега се постигнаа само 210, односно 338 км на час, што практично е на горна граница на она што може да се тестира во Британија. Импресивно звучи и податокот дека таа брзина е постигната за само 8 секунди, што е екстремно за возило тешко 5 тони. Контролата врз него му е доверена на воениот пилот Енди Грин, кој веќе 9 години е член на екипата што го развива. Ловот на рекордот се одложи поради техничките предизвици, но и како велат малите финансиски проблеми. За постигнување на посекуваните 1609 км на час, Bloodhound SSC ќе биде опремен уште и со ракетен погон со кој ќе добие вкупно 135.000 коњски сили. Тој се уште недостасува, заради што и тестирањата кои докажуваат дека тимот е на добар пат беа направени само со млазниот мотор и тркалата му беа гумени, додека рекордот ќе се руши на посебни алуминиумски дискови кои треба да издржат повеќе од 10.000 вртежи во минута. Комплексноста на целата конструкција ја покажува и тоа што како пумпа за ракетното гориво ќе се користи V8 мотор од Jaguar. Моменталниот брзински рекорд изнесува 1227 км на час и е поставен пред 20 години лично од Енди Грин. Неговото соборување е закажано за 2020 година на посебно подготвено пресушено езеро во Јужна Африка. Пред тоа е планирано уште едно тестирање до брзина од 1126 км на час. За овој проект всушност стои истата екипа која го држи и сегашниот рекорд. Пред точно еден век Форд го прилагоди народниот модел Т за превоз на тешки товари. Така настана првиот пикап во историјата. Идејата беше да се направи лесен фармерски камионет со отворен товарен дел каков дотогаш немало. Беше наречен модел ТТ и имаше подсврста шасија и задна оска кои му обезбедуваа носивост од 1 тон. Важеше за многу издржлив, но заради менувачот со само 2 степена на пренос беше бавен до безвест. Со мотор од 20 коњски сили едва и постигнуваше 24 км на час. Првите години се продаваше без кабина и седишта, кои
купувачите сами си ги обезбедуваа. До Втората светска војна, кога производството премина на воен режим, во Форд беа направени преку 4 милиони пикапи. Цивилното производство се врати во 1947 година, а во 1965 беше понуден првиот пикап од F-серијата. Таа се произведува и ден денес и веќе 4 децении е најдобро продаваното возило во Соединетите Американски држави. После краткиот период на приспособување, групата PSA како нов сопственик на Opel се подготвува да започне со сериозни промени. Први на удар ќе бидат технологиите, поточно моторите кои во иднина ќе бидат заменети со француски. Иако длабинските анализи покажаа дека капацитетите на PSA се поефикасни од оние на Opel, причината за ова сепак е друга. Имено, според договорот за купопродажба, французите се ограничени во пласирањето на технологиите на Opel на пазарите каде General Motors е присутен, како што е кинескиот. Затоа и им се брза со нивна замена. Ваквото ограничување не важи за новите Crossland и Grandland X, бидејќи во основа се производи на Peugeot. Истото ќе се случи и со идната генерација на Corsa, чиј развој беше запрен уште на самиот почеток. Се поставува прашањето што ќе биде со околу 3000 вработени на Опеловите фабрики за производство на погонски агрегати. Голема непознаница и судбината на развојниот центар во Руселскајм, кој порано во голема мерка беше ангажиран во заедничките проекти со General Motors. Во него своевремено беа инвестирани 210 милиони евра. Од друга страна, големите трошоци за развој на погонски агрегати често се споменуваат како една од причините за загубите на Opel. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Јапонците секогаш биле пример за многу работи, пред се нивната посветеност на својата татковина. Иако Rolls-Royce важи за најлуксузна лимузина на светот, сепак оние кои држат до себе, се разбира во јапонското општество, се возат со лимузината на Toyota, наречена Century, која, иако изобилува со луксуз, се откажа да го носи амблемот на марката. Таквата понизност ја почитуваат дури и во јапонското царско семејство, кое ги користи услугите на Century од 1967 година, кога беше представена на пазарот.
Меѓу бескрајните специфичности кои владеат на јапонскиот автомобилски пазар е и постоењето на модели како што е Toyota Century. Наменете за државници и видни личности кои својот статус во општеството го покажуваат и на овој начин. Меѓу нив се и членовите на царското семејство што ги наложува конзервативноста во дизајнот и префинетоста во изработката. А таа пак е постигната на ниво на уметност. Луксузот е императив, но со еден исклучок. Седиштата се обложени со волна, а не со кожа. Таа имено знае да шкрипи кога се седнува на неа, а во Јапонија тишината е доста ценета. Затоа и во нивниот модел посебно внимание е посветено на врвната звучна изолација. За безшумното возење ќе придонесува и хибридно облагоредениот 5-литарски V8 мотор, за кој не се објавени техничките податоци, и покрив печатокот што го остава, во овој јапонски Rolls-Royce се среќаваат многу модерни технологии. Дел од опремата, меѓу другото, се и адаптибилните LED светла и бројните безбедносни системи. На патниците назад на располагање им се седишта кои се подесуваат во безброј насоки и имаат функција за масажа, како и мултимедијален систем со 20 звучници. Должината од 5,3 метри, широчината од 1,93 и меѓуоскиното растојание од 3 метри и 9 сантиметри им обезбедуваат и огромен простор. Toyota Century се произведува од 1967 година, а верзијата представена на салонот во Токио е негова трета генерација. Со оглед на се, овој модел и не е така скап. Неговата цена изнесува $100,000. Куриозитет е и тоа што на него никаде не се среќава логото на Toyota. Воопшто не е толку стар, но го постигна своето. Citroen реши да го обнови C4 Cactus. Измените се толку длабенски што веќе не може да зборуваме за истиот оној тренди шмекер од пред 3 години. Сега тој и покрај познатото име представува нова понуда во компактната класа. Ги има сите обележја на својот сегмент, но се уште се истакнува со својот единствен карактер. Дизајнот и понатаму му е одважен и модерен, но развиен за да го нагласи својот статус. Донесувајќи малку свежина во сегментот, веќе ги нема масивните airbump елементи на боковите. Тие сега се стилски интегрирани во долниот дел на вратите. Флуидноста на силуетата е нагласена со преобликуваните површини и лебдечкиот покрив. Предниот крај, кој останува на две нивоа, е поизразен. Полните облици на задниот дел некако природно се нагласени со широките LED светла со 3D ефект. Иако урамнотежена, каросеријата целокупно гледано ги руши правилата на компактниот сегмент. Исто е и со дизајнерски прочистената внатрешност. Функционална и едноставна, таа на прв поглед остава впечаток и смиреност. Долгото меѓуоскино растојание нуди просторност која се очекува. Префинетоста на амбиентот е дополнета со многу помошна електроника и конективни технологии. Визуелно истакнатите елементи се типични за марката, како и бројните комбинации за персонализација. Умешноста да изненади, Citroen ја покажа и со иновативното ослонување. Не е хидропневматско, но нуди сличен супериорен комфорт во возењето. Перформансите ги гарантира ново подполнетата гама мотори. Од досегашната понуда агрегати се исфрлени најслабите, а задржани 100 коњскиот дизел од 1,6 литри и бензинските од 1,2 литри со 82 и 110 коњски сили. За истакнување на повисокиот статус додадени се уште и дизел со 120 и бензинец со 130 коњи. Се уште оригинален, новиот C4 Cactus ке започне да ги провоцира купувачите во првиот квартал идната година. Со него Citroen ке зачекори во новата фаза од стратегијата за развојот на својата гама. BMW одамна ја комплетира гамата на автомобили, а сега се труди да има и најкомплетна понуда во сегментот на спортско корисните возила. X2 не носи ништо иновативно, дури е поставен на основа на помалиот по номенклатура X7, но баварците не би биле тоа што се доколку не би извлекле максимум од приказката која самите ја започнаа.
Годината брзо помина и BMW и официјално ја сврте својата кросовер спирала навнатре. Ја представи сериската верзија на X2. Коцкичката во кросовер мозаикот што фалеше во добар дел почива на малиот X7, од кој се разликува по посилниот стилски израз и нешто помалите димензии. За жал се разликува и од ланскиот концепт кој ни остави силен впечаток со своите пасивно-агресивни линии. Иако во основа задржани, тие сега се стилски разблажени и во споредба со париската студија, серискиот модел изгледа помало. Се уште првенствено цели на младата по години и во дух публика која сака да види како нејзиниот карактер се рефлектира низ емоционално привлечен автомобил. Бидејќи таа представува урбана и активна група купувачи, и BMW X2 е таков. Направен е да биде нешто меѓу кросовер и купе, затоа се на него асоцирана спортска сила со дискретна теренска робусност. Препознатливото го нагласуваат мноштво стилски детали на кои се додадени и неколку досега несретнати акценти. Такви се BMW ознаката на задните столбови и реобликуваната маска, чии контури се пошироки во основата отколку на врвот. За прв пат на модерен модел на BMW се среќаваат и триаглестите странични отвори за воздух во браникот, за кои баварците велат дека се детал од модата што доаѓа. Неизоставни се и LED светлата, инфозабавниот систем, конективните и другите современи технологии. Моторизацијата е позната од донаторот, чија основа е платформата со погон на предните тркала. На почетокот BMW X2 ќе се нуди со еден бензински мотор со 192 коњи и 2 дизели со 190 и 231 коњска сила. Идната година ќе се појават и бензинските верзии со 140 и 230 коњски сили и дизел изведбата со 150 коњи. Се шушка и за вистинска М верзија со 3 литарски агрегат со 370 коњски сили, но за неа се уште е рано. Во зависност од моторот, трансмисијата може да биде преку мануелен, автоматизиран или автоматски менувач, со опционален или сериски погон на сите тркала. Новиот баварски кросовер на купувачите ќе им биде на располагање напролет по цени кои во Германија ќе стартуваат од 34.000 евра. Во исчекување на новитетите што ќе им ги донесе новата година, американците се простија од еден неповторлив автомобил. Chrysler конечно го згасна производството на Dodge Viper. Тој уште од кога се појави пред 25 години постојано ја поларизираше јавноста. Некои го сакаа, други го мразеа, но сите му симнуваа капа. Dodge Viper беше и остана потсетник на едно минато време во кое автомобилите се ценеа според некои други нешта. Настана како резултат на потребата да се врати малку за поставената марка Dodge во мислите на луѓето. Идејата беше едноставна – да се направи автомобил околу моторот и менувачот. Така се изродија неговите мускулести линии истакнати со долгиот нос и брзиот заден дел. Првично за негов погон беше предвиден 8-цилиндричен мотор, но за комплетна магична привлечност доби голем V10 со 8 литри, тежок дури 320 кг. Мануелниот менувач со 6 степени ги ослободуваше неговите внатрешни демони без никакви електронски ограничувања. 400-тите коњски сили на хартија изгледаа бледо, ама знаеа врело да го растопат асфалтот. До американски стандардните 96 км на час забрзуваше за 4,6 секунди и постигнуваше максимални 266 км на час. Во свиоците издржуваше латерално забрзување од 0,96 G, заради што не можеше секој да го вози. Славата ја стекна инстантно и во целост го заслужи статусот што го задржа четвртина век. Целото тоа време се сметаше за автомобил наменет само за најзакоравените ентузијасти, но нив ги имаше во толку голем број што се чекаше наред за него. А тие, освен мотор и менувач со застарени конструкции, пар седишта и радиокасетофон за своите пари, добива уште и пластични странични прозорци и платнен покрив. Добива и видеокасета со упатство како да ги монтираат. Многу решенија кај него беа уникатни, вклучувајќи го и фактот дека немаше ни кваки на вратите. Никакви опции не беа достапни, ниту пак се нудеше со повеќе нивоа на опрема.
Нему ни требаа, бидејќи представуваше жив отров, таков каков што е. Во цело, задржувајќи огромната карактерност, со текот на годините беше скромно унапредуван. Најмногу на механиката за да се подобрат возните својства, а доби дури и клима уред. Моторот му порасна на 8,4 литри и постепено беше засилен до 645 конски сили. Се појави и со затворена каросерија, што беше неопходно за неговото учество на спортски настани. Економската криза од 2008 година за малку ќе го пратеше во историјата. Производството беше прекинато, но тогаш новиот шеф на Chrysler, Серджо Маркионе, го врати во живот. Се досега, кога слабата продажба и неможноста да држи чекор со строгите безбедносни прописи му пресудија. Сите 87 вработени што го произведуваа веќе се распределени на други работни места. Нека му е вечна слава. Во последните неколку години најконкурентен европски сегмент на пазарот на автомобили е сегментот Б, односно пазарот на субкомпактните возила. Сеат со новата пета генерација на Ибица сака да се наметне не само во рамките на групацијата Volkswagen, туку и пошироко, бидејќи имиџот на овој автомобил е повеќе од добар. Денеска го тестираме моделот во изведба FR со 1-литарски трицилиндерски мотор од 95 конски сили. Ибица е најдолго продаван производ на фабриката Сеат. Денеска ја возиме неговата пета, односно неизината пета генерација. Инаку Сеат како компанија повеќе време е тест полигон на групацијата Volkswagen. Па затоа и заслужи да новата Ибица ја има и новата платформа на групацијата, наречена MBQ-A0. Како што и низината номенклатура кажува, таа е наменета за помалите автомобили на групацијата. Имено на неа е поставено и новото Polo, ќе се употреби и за Audi A1. Тоа кажува дека Seat Ibiza е еден технолошки зрел производ кој треба да го надгради својот имидж кој го ужива на пазарот и да ја зголеми продажбата на компанијата. Инаку, еден од основите на овој автомобил е изведбата со 1-литарскиот мотор. Тој има 3 цилиндри и запатнина од 999 кубни сантиметри. Има две верзии. Ние возиме верзијата TSI со 95 конски сили, но во изведба FR. FR изведбата, иако звучи спортски, таа нема врска со спортот. Таа има врска со нивото на опременост. Па затоа оваа Ибица делува извонредно атрактивно и од надвор и од внатре, пред се поради интересниот дизајн на каросеријата, но и големите 17-инчни тркала на кои е поставена. Внатрешноста на Ибица е извонредно дизајнирана. Не може да кажеме дека се употребени најдобрите материјали, но според изгледот и допирот можам да заклучам дека материјалите употребени во Ибица се подобри од Шкода Фабија, но полоши од Volkswagen Polo, што е и потег за очекување.
но Seat секогаш имал свој адут во ракавот, особено кога се зборува за внатрешниот дизајн. Па така и новата Ибица е доста покомотна и општиот впечаток е дека се возите во поголем автомобил. Благодарение на нивото на опременост FR имате и чувство дека возите далеку помоќен и поспортски автомобил. Она што на секој возач прво му паѓа во очите, тоа е инструмент таблата која доминира и не отстапува од зададените стандарди на групацијата Volkswagen. Но мене искрено многу ми се допаѓа на централната конзола големиот дисплеј кој има многу функции. За паркинг камери и за навигација треба да се доплати, но мене ми се свиѓа оние функции кои ги има на самиот дисплеј. Одлично се впарува со паметните телефони и скоро сите функции безпрекорно ги пренесува на дисплеот, а неговото управување е повеќе од интуитивно. Исто така Seat во својата изведба FR за Ибица се потруди да даде една спортска нота и поголема возбуда за возачот, а тоа се гледа по 4 модуси зададени за возење. Возачот самиот може да избере кој модус на возење ќе го вози. Дали е тоа еко, кој е извонредно штедлив, но однесувањето на автомобилот, односно на моторот, е изразено споро реагира, како и е многу латентен. Потоа имаме нормален модус на возење, како и спорт, а за оние кои сакаат да направат свој сетап за возење, го имате и програмот индивидуал кој можете сами да го дотерате за функционирање. Но во спорт модот немојте да очекувате чуда. Сепак ова е TSI мотор кој има турбина и интеркулер, но има само 95 конски сили, има 3 цилиндри и работна зафатнина од 999 кубни сантиметри. Она за кое овој мотор скроен е економично возење и едно пристојно движење низ сите сообраќајни сценарија. Автомобилот кога го возите во модот спорт дава едно сосема поинакво чувство за управувачот. Пред се, управувачот е многу подиректен, попрецизен, а респонсот на целата каросерија се чувствува дека е потврд, како да возите вистински спортски автомобил. Тогаш секоја неравнина на патот ја чувствувате. Дури и тие вибрации се пренесуваат нагласено на телото на патниците. Но овој модус на возење ви дава едно чувство на по-линеарно забрзување кога е во прашање моторот и добивате еден попрефинет звук кој не алудира на трицилиндерски мотор. А за оние проверливите секако постои и четврт модус на возење наречен индивидуал, а него можете сами да го програмирате и сами да одредите како ќе функционираат електронските склопови на автомобилот. Во однос на својата конкуренција, Seat Ibiza е многу самоуверен производ. Да не набројуваме многу, но во самата компанија има дури 3 конкуренти. Исто така, не смее да се заборави Ford Fiesta, кој е една од најдобро продаваните возила во сегментот. А секако дека не треба да ги заборавиме ниту француските и останатите германски производи кои се на пазарот. Сепак Seat Ibiza ќе биде добар избор за сите оние кои сакаат ниско седење, кои сакаат да се нурнат во автомобилот кога ќе влезат. Она што мене ми направи
чудна реакција во главата, тоа е цената. Прв пат кога ја слушнав 15.900 евра, мислев дека е таа извонредно претерана и премногу напомпана цена. Но со по 4 дени проминати зад управувачот на Сеат Ибица, сваќам дека ова е фер понуда, бидејќи опременоста која ја нуди е на извонредно високо ниво. Седиштата на кои седите се исто така на високо ниво, како и дизајнот и спортското чувство. Па затоа, после извозени повеќе од 500 километри со неа во разни услови на возење, можам да кажам дека Сеат Ибица е добар избор и фер понуда што се однесува до квалитетот и цената.